Локалната самоуправа на општина Кочани како главен носител на генералниот урбанистички план на градот, по јавната расправа што ја имаше со граѓаните и можноста јавно и по пат на анкетни листови, граѓаните да ги дадат своите забелешки, ги сумира резултатите и најголемиот дел од забелешките ќе бидат вклопени во истиот. Настојуваме првин да ги вградиме сите забелешки кои беа добронамерни од граѓаните. Се случува некои од барањата да бидат одбиени поради точно определени причини кои во текстот се забележуваат и кај луѓето кои учествуваат во јавната расправа на генералниот план има дециден одговор на нивните писмени настојувања и забелешки да имаме што по-добар, поиздржан генерален план. Заврши јавната расправа за генералниот урбанистички план за спортско-рекреативниот центар Пониква. Што е она интересно во Кочанскиот дел, еве за кочанчани? Се пристапи кон малку подетално дефинирање на одредени намени во тој простор. Да се подобри, да речеме, оној дел што ќе биде вистинска спорт и рекреација во делот на едната патека која ќе остане да функционира. Втората патека секако веќе се приметува на планот дека ќе се бара нова локација. Колку сум во текстот тие работи веќе се размислува за малку подалеку од нашиот дел, од Кочанскиот дел, за да се направи уште една убава ски патека која ќе ги задоволува капацитетите на спортско-рекреативниот центар Пониква и онаа другото ќе остане да се дополни уличната сообраќајната инфраструктура која владее таму, за да оние објекти кои се направени не би бидат на удар на урбанистичкиот план со кој ние би правеле веднаш прекрашок на претходната постапка од легализацијата. Затоа сметавме дека приоритет на Пониква е причина повеќе да готово направиме што е можно побрзо, за да нанатаму не ни се случуваат барем во тој дел бесправно изградени објекти. Територијата на градот Кочани во иднина ќе биде поделена на 14 градски четврти, а површината на планскиот опфат во проширените граници ќе зафаќа површина од близу 1042 хектари.